Сметам дека во мисијата и визијата на председателот на државата, според мојата перспектива, е председателот прво да биде компас на геостратешката ориентација на државата. Тоа е многу важно прашање, посебно во услови на надворешни малигни влијанија, зголемено руско присуство, руските империалистички амбиции кои што почнуваат да се остваруваат преку руската агресија во Украина, обидите да се искористат различни и меки влијанија, меѓутоа и прокси играчи во регионот, во Република Северна Македонија, злоупотребувајќи ги фрустрациите на граѓаните, незадоволството на граѓаните, сметам дека клучно за државата е да го задржиме евроатлантскиот курс и сметам дека тука председателот на државата може да биде тој чувар на курсот или компас. Второ, председателот треба да биде сврзно ткиво на различните етнички и политички наративи. Република Северна Македонија е една од најуспешните функционални мултиетнички демократии, не само во регионот, туку и во широко. Столбот на стабилноста, на прогресот на оваа држава е меѓуетничката хармонија, функционалната мултиетничка демократија. И сметам дека председателот на државата ја има таа улога да биде сврзно ткиво, да биде лепак на тие различни наративи кои што често може да бидат и контрадикторни. Меѓутоа улогата на председателот е од различностите да создаде предност, а не тие различности дополнително да се потикнуваат. И трето, председателот на државата треба да биде креатор на државен консензус. Тоа му е главната улога на председателот, да биде деескалатор, да биде деполаризатор. Тој е татко на нацијата. И неговата улога е постојано да повика на постигнување на државен консензус. Државен политички консензус, меѓутоа и државен економски консензус. Пред се консензус за забрзано членство во Европската унија. Додека во столбовите на мојата програма ќе биде Европска унија до 2030 година, сметам дека тоа може да се постигне и фактот дека сум дел од тие процеси веќе неколку години и сум архитект, ако можам да кажам, на овој дел од европски пат на Република Северна Македонија, сметам дека сум најповикан и компетентен да можам тоа да го комплетирам. Потоа исто така јас го предложив концептот повеќе интеграција пред членство, што значи дека граѓаните ќе треба да ги почувствуваат бенефитите од преговорите со Европската унија уште пред самото членство. Пристап до фондовите, пристап до пазарот и пристап до политичките тела на Европската унија. Потоа предлагам економски рамковен договор, сличен на како што постигнавме државен консензус по однос на Охридскиот рамковен договор. Сите партии од целиот политички спектрум, ако треба и меѓународна помош. Меѓутоа постигнавме одредени цели дека меѓуетничките односи ќе се развиваат во одреден правец и колку и да има незадоволство во моментот, тоа е само перцепција, меѓутоа од перспектива на стратешкиот развој на државата, мислам дека државата се стабилизираше и имаме меѓуетничка хармонија, функционална мултиетничка демократија за која што треба да се гордееме.